Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот. Со оглед дека почеток на неделата и чест ми е да одам по предизвикот на неделата што беше поставен од политичките случувања и ме израдува, да бидам искрен, студентите се вратив во годините наназад, се вратив во минатото доста, кога прашката пролет, студентската пролет во секој случај даде вистински предизвик кога сакаат да се случаат промени во една земја која не оди напред. Секој студентите се авангарда или младата крв, жешката крв која носи големи промени со оглед дека треба да се слуша нивниот глас. Да, една од пораките беше дека власта падна на испитот кај студентите со оглед дека доста е со лаги и шарени приказни. Не им поминуват. Си знам заправо што е малце. Сведоци сте на таа шарена револуција или обоена револуција, новинарски став и коментар. Тоа го пишав многу повеќе пати, го кажав повеќе пати во изминатите години од 2016 до денеска и дај Боже да се стави крај. Дека Сорос и неговата булумента во континуитет се автори на такви колор или шарени револуции која беше во Македонија, со цел да се смени политичкиот амбиент во државата, со цел да се носат хибридни системи влади, со цел да се носи теледиригирани политички влади не во секој случај, кои ќе работат као remove control со далински управувач. Но, дали Македонија, како и секоја независна држава, заслужува такви, да речам, remove control политиканти, кои еве видовме што направија и што ќе остават. Остават само еден хаос и безредие. Да, темата е жешка студентска пролет во Кочанзима. Кочанзима, која, да видам, не излегнала зима во нашите услови, но се надеваме дека ќе си има свој примат за некој ден, како што најуват. Најфигуративно тоа го кажав, че ја третирам со Александар Николовски, председател на УСС УКИМ, тоа е собрание, универзитетско студентско собрание при УКИМ. Добро вечер и добро дојде, Александре. Фала ви на поканата, добро ве најдов. Еве дадов еден вовед поширок со оглед дека сакам да го слушам ставот и гласот на студентите. Вие како организација излеговте и му рековте нон пасаран. Нема минување на ваков начин на однесување. Ќе ми дозволите, ќе ви персирам сепак сте ми гостин, да го најавам по телевизискиот избор. Почитувани, имаше еден прекрасен прилог на телевизија Алфа, јас предложив ко ТВ избор, нека бидеш благворот за емисијата. Одиме режија. Власта падна на испитот кај студентите. Со црвени картони и барање за оставки ја испратија да полага во казнена сесија. Над 20 студентски организации. Обединети излегоа на протест пред Министерството за образование и наука да прашаат дали функционерските плати доцнат, како што нив им доцнат стипендиите, додатоците за превоз и помошта за социјално загрозените студенти. Ова е покажување на еден црвен картон кон работењето на Министерството за образование и наука и ние како универзитетско студентско собрание ќе се залагаме во иднина студентите да бидат слушнати и нивниот глас да биде уважен. Со свирежи и пароли на македонски и албански јазик. Порачаот и постојано имаат проблеми со исплатата на стипендиите, малиот надоместок за студентски оброк, како и ужасните услови во студентските домови. Бараме промените кои што ги заслужуваме и во високото образование и бараме да не слушнат институциите и да го уважат нашиот глас конечно. Власта во меѓувреме се обиде да ги скроти студентските протести.
Утрината ги исплати за останатите стипендии, но попусто. Оти револтот не запре. Министрот за образование пак збунет. Според него, студентите неодамна ја фалеле работата на неговото министерство. Во 16 јануари ова година добив изворена порака од страна на студентските собрања во однос на вработените во Министерството за образование и наука. И поканата има содржина: извини министре, денеска е сабота, но морам да ги пофалам од некои представници сега, од највисоките представници на студентските собрања, мораме да ги пофалиме раководителу на секторот за стипендии, вработените со имиња во секторот за финансии. Презадоволни сме како студенти. Не знам што е поразлично од 16. Тој ги покани студентите да се качат во неговата канцеларија да разговараат, но тие го одбија. Велат се среќавале доволно во минатото, инаку студентски протести поради истите причини имаше и во 2022-та. Очигледно власта тогаш не ги прими нивните пораки. Од денешните протести порачаа оти ако и овој пат тоа се случи, тие ќе излезат и на порадикални протести. Слушнавме едниот и другиот став. Секој ја кажува вистината. Ко фалете, вели, на 16 јануари, дека сте задоволни неговата работа. Од друга страна вика, вие велите нон пасаран со оваквиот начин. Кој е во прав? Па и по двете страни има вистина. Добро. Во делот на пофалбата, јас како председател на Универзитетско студентско собрание секогаш знам да пофалам кога некој добро работи и кога некој се завршува работата на време. Јас бев тој што ја прати таа порака до министерот, затоа што ние константно комуницираме со вработените во МОН. Она зошто ние протестиравме беше неодговорниот дел од страна на таа институција во делот на исплата на мерките кои што доцнеа. Не се случи само во јануари, се случуваше и во декември. Се створи притисок од страна на студентите, бидејќи прво беше најавено предпоследната недела на јануари дека ќе има исплата, последната недела на јануари дека ќе има исплата, па потоа на 2 февруари и тогаш немаше исплата. И се створија такви услови да мора да излеземе на улица да си го кажеме нашиот глас. Пак ќе кажам, ние константно комуницираме, но во моменти кога има незадоволство, добро е и треба да се слушне гласот на студентите за да се створи еден притисок за подобро и побрзо и поефикасно се завршуваат работите кои што се и задачи на самото министерство. Николовски, како е статусот на македонскиот студент денеска? Визави сите овие предизвици што го обкружуваат. Со оглед, сведоци сме на амбиентот. Како е се амбиентот? Колку сте задоволни од амбиентот во студентските домови, студентските мензи? Се слуша дека исто така со оброкот имате проблем. Денеска дадовте ваши амандмани во законодавниот дом преку пратеничката група на ВМРО ДПМН, не претпоставам дека таа беше изнесена и даде своја изјава. Или воопшто како беше, објасните ни се посебно. Вака, ние ја доставивме иницијативата исклучиво до Комисијата за финансирање и буџет и до Клубот на младински пратеници во склоп на собранието. Добро. Истата таа иницијатива беше поднесена до Министерството за образование и наука. Сега конкретно ние како Универзитетско студентско собрание внатрешните процедури на собранието, кој како ќе ги поднесе законските измени, не сакаме да се мешаме за да не се зафати политичка страна. Она што ние сакаме да го завршиме, тие измени да бидат изгласани. Сега, во константна комуникација бевме и со Министерството за образование и наука, и со председателот на Комисијата за финансирање и буџет, и со председателката на Клубот на младински пратеници, така да ова решение е заеднички донесено од сите страни и морам да ги пофалам сите пратеници кои што помогнаа и да кажам дека кога се работи за студентски прашања, знае да се случи обединување и се надевам утре и задутре тоа ќе се покажи на дело. Во делот на условите во студентските домови не можам да кажам дека се добри, можам да кажам дека може да бидат многу подобри. Сега. Зошто? Затоа што во моментов зградата на Пелагонија не е во добра состојба, одредени спратови, катови немаат топла вода, некои соби немаат ниту парно. Квалитетот на храната е во ред, но може да биде многу подобар и количината на храната може да биде многу поголема. Тука се соочуваме со два предизвици. Едниот предизвик е во законот за студентски стандард
напишано е дека Министерството за образование и наука покрива 50% од трошокот за студентот во студентски дом. И сега, тој трошок вкупно изнесува околу 7.000 нешто денари, отприлика 7.500 денари. Доколку МОН одлучи да ги зголеми тие додатоци, фактички товарот финансиски ќе падне и на студентот. Првично што е потребно? Потребна е законска измена за во делот на законот за студентски стандард, каде што ќе се каже колку проценти од финансискиот товар ќе превземе Министерството за образование и наука, за да при зголемување на тие средства кои што се даваат во студентските домови се подобрат и условите и квалитетот на храната. Кога тоа ќе се случи, ние ќе го поднесеме и тоа како законска измена, ќе треба Министерството за образование и наука да обезбеди повеќе финансиски средства во делот на подобрување на квалитетот на условите и храната во домовите, па така и студентите ќе се соочат со поквалитетна храна, затоа што 7.000 денари за лице месечно е многу низок трошок. Вие знаете потрошувачката кошничка колку изнесува сега, за да е таа за 4 члена семејство 60.000 кои ќе се поделат. Ниту приближно не е, нели? Така да околу зборував јас со директорот на Државен студентски дом, нивниот трошок изнесува од 15 до 17.000 по студент. Така да тука системски е проблемот, не би сакал да кажам дека е само до одреден управител на домот, туку треба да се изнајде системско решение, како и за многу други работи, и во образованието, и во целиот државен систем. Ти си студент на економскиот факултет, како не? Сега сум прва година на мастер студии. Значи и постдипломски студии. Како е толкуваш, како дефинираш економската ситуација визави утре си надежен и перспективен се представ? Најбоже да бидеш еден од политичките челници на политичката амбиент во државата, министер за финансии. Како би ја средил финансиската ситуација во Македонија, имајќи го фактот, добро што спомнавте колку е потрошувачката кошница и како се чувствуваат родителите чии деца доаѓаат во Скопје да студираат, како ќе му возможат, и дали имаат услови, и дали се домашните потреби задоволени, еве како еден министер за финансии. Конкретно сега јас не сум експерт за да кажам, можам да кажам мое мислење, кои насоки би... Не бараме експертски, меѓутоа како економиста, сепак си дипломиран економист. Моите размислувања се во делот на зголемување на вештините на населението, односно постои дискрепанца во делот на потребни работни места и работни места кои што ги нудат работниците. Првично таму активни мерки за подобрување на вештините од страна на Агенцијата за вработување, потоа многу поголеми мерки за привлекување на повеќе инвестиции, вложување и во домашниот сектор од типот поддршка на претприемачи и на студенти или млади лица кои што имаат некаква идеја, повеќе средства за такви мерки, иако мораме сега и да кажеме дека претходните 3 години беа тешки во делот на економијата, не само на нашата држава, туку и во целиот свет, првично корона кризата, потоа енергетската криза. Домаќинското работење може да се избегнат. Точно, моите размислувања се дека потребни се системски решенија за носење на поголеми мерки и политички консензус помеѓу повеќето партии за да се донесат системски решенија. Според мене, жално е што партискиот интерес на сите политички гарнитури е првенствен наместо општествениот интерес. Кога општествениот интерес би бил кај сите на прво место, мислам дека многу полесно би се носиле системски решенија. Дали како млади ве злоупотребуваат, ве искористуваат да се состави јас во политичкиот и државниот амбиент, дефинитивно. Добро ми е што слушам од еден млад и надежен, дај Боже, реко повтор пат утре, и да биде политички субјект од државата, раководител во системот. Видовме дека не води од тие два остра камења жито не мелат, велата. Меѓутоа, ако не оди од една страна, импотентна политика води, нема перспектива, убаво спомнавте, дека ако нема добра проекција, нема добра дефиниција, нема резултат. Точно. Ќе ми дозволите, со оглед дека ми даде за право, ми оставив печаток и вашиот студентски правобранител, тоа е госпогицата Ѓушева, да ја поканиме, со оглед дека сме интерактивни, почитувани, затоа се вика гласот на народот. Очекувам да се јавувате и вие. Но еве Славче, така? Савче Ѓошева, треба да ја имаме, реже, дајте ми сигнал ако ја добивме и да направиме една добра интеракција. Господин Николовски, фактот говори дека многу млади се заминуваат
На која бројка сте вие председател како студентска? 23.000. 23.000, тоа е еден град. Да. Добивате ли писма, поплаки? Константно, секојдневно. Тоа вели во таа порака, во тие поплаки? Повеќето се во однос на мерките кои што ги има економски, Министерството социјални? Повеќето се во делот на мерките кои што ги имаат студентите добиено од страна на Министерството за образование и наука, бидејќи она што јас сакав да го постигнам кога дојдов председател во ноември е да покажеме дека сме тело кое што е тука за студентите и дека сме отворено тело, дека треба да постои Нема да бидете со remove control? Не. Немојте. Не. Старт како постар од вас и како човек кој ги следи работите, тоа е најлошо за еден политичар, еден раководител да биде само сервис Вака. на политикантите. Не. Што викаше Лаге Механџиски Зегин, рентакар. Вака, јас се пријавив за функцијата председател на Универзитетско студентско собрание од сопствени идеали. Ако е савчена линија... Не, ќе ни каже режијата, ако ја добијат госпоđица Ѓушевска, нека ја вклучат веднаш, па ќе повелите. Мојата цел беше носење на позитивна промена во делот на студентски активизам. Јас пред да се пријавам за оваа функција бев председател на економски факултет на студентите И со таму. младите. телефон. Да, добро. Добро вечер и добро дојдовте, господине Ѓошева. Еве, рековме жешка студентска пролет во Кочан зима. Како сте, добри? Одлично, малку ве слушам слабо, доколку може некако тоа да се поправи. Да, стишите го телевизорот ако имате фонија и преку слушалка ќе говориме, верам, дека многу убаво ќе не слушате. Како ние прекрасно ве слушаме, дефинитивно прекрасно ве слушаме. Еве нека почне интеракцијата. Само да доискажете се. Саче во програма сте. Во ред ви благодарам, добра вечер уште еднаш. Добра вечер. Дали ме слушате убаво? Преубаво. Одлично, и јас ве слушам доволно добро. Супер. Еве да се доискаже вашиот колега Александар Николовски, веднаш исто ќе дадете ви одговор, помилите. Она што сакав да го кажам е дека она што јас сум го овозможил на економски факултет како позитивна промена, дека може да се поместат некои граници, сакав да го пренесам и на универзитетско ниво и дека никакви позадински намери нема, туку се само за подобрување на студентскиот активизам и покажување дека има студенти кои што сакаат да допринесат за студентите. Така. Еве, Самче, кој е твојот став за ова се што го спомнавме дека не очекува жешка студентска пролет во Кочан зима? Имајќи факт слушнавме еден ваш став на вчерашниот собир, многу јасен, многу директен и мојата пофалба до двајцата бевте во вистинска смисла зборот во она медија средства. Дали би додале, повелете? Благодарам за комплиментот. Да, така е. Вчера се покажа еден убав собир на сите студенти, дека се сите сплотени и обединети, а тоа ни е најважно и најголема наша цел. Студентите се секако авангардни, вчера го покажа нивниот глас и нивните барања беа изјаснети. Доколку нели нашите барања и во иднина не би биле послушани, секако дека повторно истово ќе се случи. Но се надевам дека ќе ни ги послушаат барањата. Протестот беше еден начин да се предизвика притисок и еден механизам кој што еве гледаме дека влева со плод, а тоа знаеме дека вчера понавака почнаа исплатите. Но сега се работи на она системско решение и да се постави таква системска ефикасност во институцијата како што е МОН, што секако е и најважно. Да, интересно е двајцата, вие сте правобранителка, вие сте председател. Така? Беше, да, бидете со мене во линија, во емисија сме заедно сите тројца, околу партиципацијата, што е едно горливо прашање, слушнав и ректорката која Лавовски Лавица се бори за вашите права. Имајќи фактот и социјалната ситуација на родителите, на тие 24.000 студенти, кои сепак е за респект. Кој е вашиот став, каква е вашата организација и сето околу можноста да се покачи прагот на партиципација, што ќе биде лошо за кој случај за заклучениот буџет? Кога се отвори такво прашање на седница, јас
директно одма се упатив на говор и кажав дека доколку некој се дрзна да покачи партиципација на сметка на студентите, ќе се соочи со иселување на младите од тука и сите ќе се упатат во Словенија, каде што образованието е бесплатно за секој студент од Македонија. И гарантирано вработување секако. Точно, и земјата е во Европска Унија. Тука, потоа, нели се случи малку се крена медиумска прашина. Она што треба да се знае дека на ректорската управа беше дискутирано дека партиципацијата ќе се зголемува на сметка на владата, односно владата да обезбеди повеќе финансиски средства за да се подобри квалитетот во високото образование. Нашиот став како Универзитетско студентско собрание е дека долгорочно, доколку сакаме да постигнеме позитивен импакт на развојот на државата и на самата економија, е влог во образованието и тоа преку бесплатно образование на примерот на сите земји во бивша Југославија, затоа што доколку подлабоко се истражи и во Словенија, и во Хрватска, Србија, Босна, Црна Гора, сите тие земји и Косово, сите тие земји имаат бесплатно образование за нивните студенти, па и на меѓународно ниво во одредена земја. Савче, што ќе додадете вие со оглед дека Николовски потигна интересна ситуација? Не е закана, тоа е вистина, тоа е прагма. Дека ако не му возможиш на студентот тука услови, ќе си замине си бара чаре на друго место. Слушам и сведоци сме дека мека и супер ситуација е Словенија, како држава од поранешен систем. Апсолутно, мислам ова, најпрво треба да се разјасни ова околу зголемувањето на партиципацијата. Постојано го повторувам ова и во медиумите. Треба да се разграничат поимите партиципација и школарина, бидејќи не се работи за синоними. Едното е зголемување, но ќе падне врз грбот на студентите. Школарината пак е зголемување кое што владата, односно министерството го сносува. И така треба и да се користат овие термини различно и во медиумите, па и насекаде и на факултетите и универзитетите. Ова на долгорочен план апсолутно не ни носи никаков бенефит, напротив, ни прави штета. Првично е испратено некаков предлог до единиците и се побарало мислење, така што на сега се работи само за иницијално мислење и се собираат анализи за да се увиди понатаму што ќе се прави. Но ставот на универзитетот е дека не треба да се одрази ова на врз студентите и не треба да носи финансиски импликации кон нив, но треба да се да носи, тоест владата да ги сноси овие трошоци. Нашиот став секако во однос на ова е дека треба да има бесплатно високо образование, кое што е најдобро за нас и за сите студенти. Не треба студентот да ја сноси тежината на финансиската тежина. И за ова и се заложуваме и вакви напори ќе правиме во иднина се додека не се оствари ова. Да. Интересно што Словенија спомнавте, јас сум малце очекувам амбасадорот на Словенија да биде гостин, имајќи факт што малце дипломатски не е убаво да се доаѓа тука, да се отварат отворени конкурси, работување, што е предизвик. Никому не можете да му забраните, тоа е лично дискреционо право, но ако немате услови во соседната држава, македонскиот народ е по дефиниција и по историски факти е тој што секој животот го бараше како печалбар. Но дали треба во овие услови на 21 век на индустриализација, на софистицирани научни методи, техники, едукации, да дозволиме Македонија да биде испразнета, да биде држава на пензионери и мали деца, а да испратиме и да ни заминат интелектуалци во кои инвестираше Македонија. Веќе завршам. 12 години се инвестира за еден специјалист лекар. Ние како готов производ го даваме веќе. Точно. Што ќе додадете како представници на високата студентска организација? Пак ќе кажам, со општествен консензус од сите политички партии, долгорочна стратегија за носење на позитивни промени, секако може да има ефект врз промената на условите во земјата во која што живееме. Што друго би додал? Сметам дека е погрешна историската политика по осамостојувањето да се поддржува отварање на многу високообразовни институции
Имаме 7 државни универзитети и 20 приватни. Во земја со население од 1.800.000 жители, од кои можеби дискутабилни се и 10-20% што пратуваат константно, можеби Германија, можеби Швајцарија, Италија, Словенија. Пак ќе кажам, општествен консензус, добри политички мерки и превземање на примери од праксата. Имаме земји кои што пред 50 на 60 на години биле ништо, а сега се гиганти. Можеби поради нафта, можеби поради одредени други економски бенефити и географски и слично, но еве Сингапур, ако се земе за пример, можеби Македонија со долгорочна стратегија може да оствари, можеби не толку приближен успех, но да тргнеме од некаде. Верувам, не е нешто, денеска добив една информација, ама да не направим дефокус, токму заради ковидот и што е направено во Сингапур, испитано е, само кратко ќе дадам една информација за и околу ковидот, дека не е ништо посебно таа, дека таа се работи за една бактерија. Ја правам, не сакам дефокус, ама еве го спомнала Николовски Сингапур. Сум бил у Сингапур, да бидам искам да кратко представам во Сингапур, значи тоа е научна фантастика. Џошева, што ќе додадете визави ова што го спомнав, го начнав како прашање? Тоа е одлично прашање на вистина. Оно што јас можам да го кажам е дека треба да се работи на подобрување на политичката култура во земјава. Односно, сите партии, сите политички субјекти треба наистина да имаат добри вредности, идеали кои што ќе користат на земјава и кои што ќе можат да воспостават идни генерации кои што сакаат да останат овде, ќе се залагат и ќе го подобруваат општеството. Моментално не го гледаме ова кај ниту една политичка партија, сите некако си собираат поени на своја сметка, а никој не размислува за идните генерации. Најбитно е тоа како ќе размислуваме ние за идните генерации, што ќе им оставиме и во какви услови тие во иднина ќе живеат. И треба да се работи на тоа, на една добра стратегија, национална стратегија која што ќе му користи на ово општество. Но за такво нешто потребен е еден општествен и политички договор помеѓу сите нас. Да. Наистина ми е предизвик што се удришо со една надежна, идна, дај Боже да речем, авангарда во политичкиот живот и амбиент, што упативте и упатувате критики до политичките партии. Да, јас со сиот мој занос, да речем, и љубов инвестирам во програма, во емисија Гласот на народот и среќен сум што успеав диаспората да ја приклонам кон Македонија. Тоа ми е најголем фаворит и најголема љубов. Од друга ситуација, во рамките на создавање на голем број на министерства, имајќи агенција за млади и спорт, дали тука би требало и за образование да бидат инкорпорирани како УКИМ, кој би преферирал своји представници и да се борите за правата на студентите, на младината, не само по пат на кратов здив одлуки и иницијативи, туку во вистинска смисла на зборот? Во однос на ова прашање, ние, како Универзитетско студентско собрание, ќе се зачлениме на 8 март на студентски форум. Тој е настан каде што ќе се формира национално студентско тело, се уште невладино, во кое што ќе учествуваат универзитетските студентски собранија од сите универзитети во државата. Што е стратегијата? Тоа тело во иднина ќе побараме да биде вклучено во како дел од државата, односно да биде државно представничко тело на гласот на студентите, по примерот на Словенија, Хрватска, Србија и на многу земји. Дали ќе дозволите да бидете злоупотребени? Која политичка партија на власт, па со нив да се шурува, па тоа не би требало да се деси? Јас се надевам дека праксата која што ние ќе ја воспоставиме оваа година и наредната, се надеваме дека ќе остане и понатаму. Доколку партиите продолжат да ги тераат своите интереси лични, тогаш нека очекуваат за десетина години да си останат сами во државата со оние што ќе ги гласаат. Или пак ќе ги носат со автобуси од Германија, па потоа пак ќе им бегаат и ќе се живеат сами. Некој е трла, да видам, жалам се чечам политичките партии наликуваат на трла, така беше оценка на аналитичари тука во студио, но има честни случаи кои се грижат за својот народ. Во секоја партија има професионалци. Јас не сакам да бидам погрешно кои имат визија, кои имат разработена визија
Точно. И програма за како да се задржи и запази Македонија. Точно. Еве пробранителката да ја слушнеме со оглед дека еве го слушнаме вашиот председател кој даде добар предлог како сите вие да создадете едно тело кој ќе биде политичко тело. Дали ќе биде тоа тело, господице Савче, така беше, за како иконографија и еден гласачки механизам или со свирчење, колку беше Александар? 1000 денари од ден. Вика, па супер ни е пилјанарка се добиеме, нема да одиме на училиште, нема да одиме на предавање, се сеќавате за шарена револуција. Повелете. Ова тело кое што ние планираме да се формира доправа, во суштина планираме да биде гласот на студентите и да може да ги спроведе оние политики кои што не засегаат нас, бидејќи гледаме дека не сме доволно слушнати, така што треба да се потрудиме и да направиме последен исчекор во однос на тоа. Ние ги имаме идеите и решенијата за како треба да изгледа едно високо образование и што му е потребно на еден студент. Така што ова е уште еден механизам кој ние пробуваме, преку кој ние би пробале да ги воспоставиме тие решенија во општеството. Сметам дека би било навистина одлично оваа идеја, доколку се реализира. Како автор на проект, јас секојаш целосна поддршка на темуја во секое време. Повелете и заедно ќе ја пренесеме пред јавноста, пред политичките амбиенти, да го слушат ставот на студентите. Имајќи факт дека имаме политички, така наречени лидери, кои воопшто немаат сенс. Немаат сенс, имаат партиски послушници и ги инкорпорираат, ги постават на многу важни политички места. Дали стануваат нивни портпароли, па потоа градоначалници и така натаму, со оглед дека го забораваат ставот и гласот на студентите и на младите. Го нема ехото од другата страна. Како ќе се однесувате во таква ситуација? И ние се надеваме дека до тоа нема да дојде. Сега за сега, во овие 3 месеци, јас можам да кажам дека оно кое што ние го бараме се слуша. Дали ве повика некој од, да бидам искрен, политичките партии, господице Савче и вам ми се обраќам, сега дефинираат програмата, да бидам искрен. Идејата е капитал, се друго е пари. Парите, за жал, заминуваат во џеповите на политикантите и тие што имаат со лепливи прсти, а не во функција. Значи, да се искористи. Дали вашите идеи ќе предложите на политичките партии, кои навистина имаат перспектива како да ви инкорпорират во политичките всеокупниот амбиент? Вака, она што ќе го кажам сега е кога станав председател, втората или третата недела од мандатот, ноември месец беше, ги повекав политичките лидери, младинските политички лидери од сите партии. Од УМС и другите УМС, СДММ, од ЛДП, од Левица, Црвена младина и од Албанскиот блок. Имавме, од некои не дојдоа. Кој не дојде, искрено? Ќе кажам кој дојдоа, па нека се сформира. Дојдоа од УМС, дојдоа од ЛДП и дојдоа од СДММ. Од социјален кредит, да. Добро. А беше испратена покана до најголемите партии. И од ДУИ, така, со оглед дека видов дека вчера имате транспаренти на албански јазик. Алијанс за албанците. Да, имавме... Ме радува кога ќе видам сплотеност меѓу младите, значи Македонија треба да се доживува како една држава, како една партија, заедничка држава. Се додека постојат партии кои што се чисто етнички за одреден етникум, сметам дека тоа е проблем. Треба да се гледа не етникумот, туку општествената идеја и цел. Правородителке, што ќе додадете вие? Во нас ќе се надоврзам на она што го спомена Александар претходно. Да, беа повикани сите политички лидери, бидејќи нашата главна цел е соработка со сите, особено доколку препознаваме дека некој има визија и некој е професионалец. Ние соработуваме секако доколку сме нели на иста страна и тоа е во еднаква линија со нашите идеали и вредности. Нема проблем зашто не би соработувале. Така што ова го правиме постојано и со останати субјекти во општеството и целиме кон подобрување на нашата состојба. Господин Колевски, јас сакам да видам учени, подковани политичари, писмени, не полуписмени, не некои кои наистина со пантомима треба се
да артикулираат или со ишерети да речеш што треба да направиш, што треба да спроведеш, што треба да кажеш, да му напишеш за да излезе како пратеник да го прочита тоа. Тоа е веќе навистина дно. Дно на дното. Јас критикувам и сакам да видам во македонскиот парламентарен, во законодавен дом, секоја чест, не велам дека има такви, а со овој политички амбиент гледам дека има доста малце развижување. Како го толкувате се тоа? Дали македонскиот законодавен дом треба дефинитивно да има 100% едуцирани кадри? Сепак се носат закони. Точно. Не може, според мене, пак ќе навлезам во делот на образование. Ако погледнете историски наназад гледано, секоја година и пол имаме нов министер за образование. Тоа за државата е погубно. Она што треба да се направи е... И колку е квалификуван за тоа работно место? Исто така, точно. По бодување, по образование, на кој универзитет студирал, каде дипломирал, каде докторирал. Се тоа треба да се испита добро. Јас не велам дека исто така политичкото поставување. Значи, подобро е да имаме министер кој ќе биде 4, 5, 6, 7, 8 години изгласан од сите пратеници со општествен консензус, кој ќе носи промени за сите деца, бидејќи политичарите имаат деца, така сакаат тука да носат иднина, сакаат децата да им растат, да се образуваат и да творат утре. Не може да имаме ние 7 државни универзитети, а Словенија да има 3. А на население помалу од Словенија. И економија на Словенија развиена 3 пати повеќе од нашата, 4 пати повеќе. Така да превземање на веќе докажани добри примери, кога тие ќе се применат во пракса, ќе имаме и едуцирани кадри во собранието. Без разлика на етникум, без разлика на политичка партија. Јас не критикувам од кој етникум, јас би критикувал и ќе критикувам каде има квалитет, каде нема квалитет. Соглед дека сакам госпожице Савче и вас да ве прашам, Александар спомна убава работа, а тоа несоверност на кадри инкорпорирани на видни функции и директорски, и министерски, и заменички, и се тоа. Еве го спомна министерот за образование. Како го толкувате за двајцата, што еве, за жал се наоѓам јас како дедо, чии внуци имаат таа судбина, едниот е 6, другиот е 5, немат учебници. Да бидам искрен, тој од 5 што вика ми е смачено од едно. Зошто? Слободане. Па немам учебници. Второ ми се менуваат учителките секој месец, вика. Малте не секој година. Значи немаме добра профилираност, односно дефинираност и во делот на учебниците, и други во кадрите. Само врадете се наназад и видите, јас не зборувам за една или друга политичка гарнитура, погледнете само како доаѓа нова власт, така одредени договори на одредени наставници кои што биле послушници од една или друга страна им престануваат. Тоа е жално и погубно. Па нормално дека тој наставник тука утепал претходно 4, 5, 6 години за да стане наставник, потоа секако дека ќе се разочара. Жалното е што луѓето го бараат спасот преку партија, а не преку своји квалитети. Партиите ги дефинира кој зам за вработување. Точно, тоа беше воведено уште одамна и мислам жалосно е, сега сметам дека тоа е помалку спласнато, бидејќи насекаде се бараат работници. Порано беше многу потешко. А што ќе речеме за балансерот? Тоа е вештачки што дефинитивно носоно гледаме дека се партизираат, се дуизираат институциите. Етникумот. Да, дефинитивно. Тоа е исто според мене нешто што треба да биде променето. И несоветни кадри. Значи, зошто албанец да не може да биде градоначалник во Кавадарци ако е квалификуван и ако човекот го бива за таа работа, или пак македонец во Тетово? Обична позиција или не знам, шумар, ова што излезе сега дека бараат шумари во Берово. Мислам, тоа е жална и погубна политика. Тоа е, Александар, тоа е веќе лаволко влезено, додека добро спомнавте, и правообранителката да ја прашаме на сето тоа, на последното прашање, но тоа да се смени свеста во државата. Дали доживуваме како собствена држава или како патем, наречен држава, која не е на располагање. Македонија нема друга, и македонците друга алтернативна држава. Точно. За разлика од другите кои играат со еден дел од телото седат во Скопје, а со другите органи седат во Тирана, односно седат во Приштина. Си изјем за право новинарска забелешка.
Правобранителке, што ќе додадете вие во однос на претходното прашање? Ке може ли само уште еднаш да ми го повторите прашањето? Не знам дали го слушнам добро. Околу оваа ситуација на несоветни кадри инкорпорирани со оглед дека веќе влагаме у финале, со оглед дека реков дека ќе почнеме од денеска сепак будењето да го уклучаме програмот, да вклучаме, дечи гледам дека не фача повторно лабоки сониште, забораваме дека кај живееме и како се вика нашата држава. Како дефинирате оваа несолвентност на министри, сето на учебници, ученици без учебници, непочитување на кадри, сето на учители, наставници и така натаму? Видете, и претходно споменав дека потребно е да се направи една стратегија каде што ќе заклучиме кои ни се проблемите, а кои ни се решенијата. Треба да се воспостави еден систем на меритократија каде што оние кои се најдобри доаѓаат на оние позиции каде што се кадрни и можат да направат промени. Тоа засега не го гледам исто така. И затоа е потребна една добра анализа на високото образование и ветинг да се направи во системот за да видиме кој до каде дошол, зошто се наоѓа таму и како стигнал до таа позиција. И сите оние неисправности треба да ги поправиме. Но тука треба и борба за да се воспостави меритократија и борба за да се укине онаа корупција која што постои во сите пори. И исто така треба да бидеме доволно свесни дека имаме, како што кажавте, ви имаме само една држава и не е за решението да заминеме сите од тука. Решението понекогаш е и да се искорени она апатија и да се повика на борба едноставно. Савче Ќошева, студентски правобранител на УКИМ, на УСС УКИМ, ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Ве очекувам повторно со Николовски и уште некој соговорник, еве од етникумот што спомнуваме, да бидат соговорници, да прошириме ова наша дискусија. А кој е вашата порака? Мојата порака е до младите дека има надеж тука и да гледаат светла иднина, а до повозрастните да го слушаат гласот на младите. И народот. И народот. Ти благодарам многу што беше мој соговорник, еве ти предов на ти, со оглед дека предизвик беше да го слушаме гласот на студентите, во гласот на народот. Јас светив дека ќе морам да ве разбудам, гледам дека ве фача сон и ништо, ќе одиме со будење за Македонија. Имате убава пријатна вечер, се гледаме во петок во политичкиот магазин вечерва со Слободан Томич.
Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.